Почитувани, за овие 112 дена СДС единствено стана синоним за безредие и хаос. За овие 112 дена СДС не направи ништо за подобрување на стандардот и за квалитетот на живење на граѓаните на Република Македонија. Македонија се соочува со значајни проблеми во однос на здравјето на населението, предизвикано од загадувањето на животната средина, а владата на СДСМ не мрдна ни со прст. Владата на СДС, наместо да се фати за работа, тие организираат протест за здрава средина, каде што функционерите одат и се сликаат. Владата на ВМРО, додека владата на ВМРО спроведуваше мерки за подобрување на квалитетот на живење на граѓаните, СДСМ не мрдна ни со прст. Пример за такви мерки што беа спроведени од владата предводена од ВМРО ДПМНЕ беа мерки за субвенционирање на набавка на печки за грејење во домаќинствата. За оваа мерка државата ќе обезбедеше субвенции до 70% во принцип, старо за ново за најмалку 30.000 денари по домаќинство. Субвенционирање на набавка на електромобили со нула емисија на штетни честички, со што владата предводена од ВМРО ДПМН даваше субвенции за купување на електрично возило и тоа за 3.500 евра за секое електрично возило, чија набавна вредност е до 25.000 евра и субвенција од 5.000 евра за секое електрично возило, чија набавна вредност е над 25.000 евра. Субвенции за набавка на плински уреди во автомобилите, со што требаше да се овозможат ваучери од 300 евра, за набавка на плински уреди кои ќе се распределат на јавен повик секоја година. Мерка за гасификација со чија придобивка, освен намалување на загадувањето на воздухот, е заштеда на буџетот на оние кои го користат, и тоа 7% поевтинување за оние кои го се греат на дрва, поевтинување од 35% на оние кои сега се греат на струја и поевтинување за над 50% за оние кои користат друг вид на течни и тврди нафтени горива. Почитувани, СДС на граѓаните ветуваше многу, а не реализира ништо. Граѓаните гледаат дека СДС ни носи само стагнација и хаос, и за тоа ќе го казнат СДС на престојните локални избори на 15 октомври. Ви благодарам на вниманието.